Градот Скопје, како изминатите години во текот на летниот распут, кога учениците се ослободени од обврски, врши реконструкција на средните училишта, се со цел да се подобрат условите за работа. За градежните работи во вкупно 16 средни училишта, град Скопје од буџетот издвои 22,3 милиарди денари. Значи, со Ѓорѓе Димитров почнавме со фасадите, со обнова на фасадата, претходно беа обновен кровот, беа обновени подовите, исто така се купи оној училиштен инвентар, што велиме клупи, столици, табли. Ги заменивме исто така азбестните крови во сите средни училишта. Во неколку училишта, значи, имаме енергетски ефикасни фасади, како што е во Јосип Брос и во уште другите, во неколку други училишта. Исто така работевме на гасификацијата на средните училишта, кој што допринесе да се намали трошокот за топлинската енергија, така да останат повеќе пари за реконструкцијата. Инаку во изминативе години од 2009 нааму за средните училишта потрошиме некаде околу 230 милиони денари, што е огромна бројка, меѓутоа сметам дека беше неопходно потребна за подобрувањето на условите во кои што ќе учат нашите ученици и кои што а исто така ќе допринесат за да речем за заштита на топлинска енергија, на електрична енергија и на останатото, така да правиме напори секоја година да издвојуваме минимум од 40 до 60 милиони денари за обновување на сите училишта во градот Скопје. Според планот за работа, во текот на летниот распуст во градската гимназија Ѓорѓе Димитров се реконструира фасадата на училиштето, во Никола Карев се реконструира физкултурната сала, во Раде Јовчевски Корчагин се реконструира подот во физкултурната сала, во Јосип Броз Тито се заменува внатрешната столарија, во Орце Николов се работи на реконструкција на санитарните јазли, во Васил Антевски Дрен се работи на реконструкција на прозорците, во Марија Склодовска Кири се врши реконструкција на подот во училниците. Во Димитар Влахов се врши реконструкција на спортскиот терен. Во Браќе Миладиновци се работи на реконструкција на дворната површина во училиштето. Во Боро Петрушевски се заменува стариот покрив со ребраст лим на помошен објект работилница. Во Зефљуш Марку се врши санација на покривот, а Арсени Јовков, 8 септември, Здравко Цветковски, Лазар Танев се реконструираат подовите во училиштата.